Со хуманитарна акција во Прилепската болница годинава за прв пат се одбележа Светскиот ден на предвремено родените бебиња. Иницијатор за оваа акција биле група на мајки кои што ги родиле своите деца пред 9-тиот месец од бременоста. Христина Цветковска своето бебе го родила во 30-тата недела. Таа вели дека во Македонија се уште е табу тема да се зборува за оваа ситуација, иако се повеќе бебиња се раѓале предвремено. Пред нашата камера таа го опиша целиот страв кога се родило незиното бебе, кое што пак не и било дозволено да го види цели 40 дена. Секој ден било во ишчекување дали тоа ќе остане живо или ќе почине. Имавме слушната за предвреме родени бебиња, меѓутоа јас и сопругот меѓутоа не толку многу. Кога дојде моментот да се роди он предвреме, во болницата ти даваат 72 часа адаптација за детето дали ќе остане живо и дали ќе ги помине кризите од мајката до на надворешниот свет. Ниедна мајка не знае дека ќе биде мајка на предвреме родено бебе, меѓутоа е стравот огромен. Огромен страв, бидејќи овде во Македонија мајките не лежат заедно со бебињата. Не ги ни гледаат. Имаше посета која е дозволена еднаш во неделата, меѓутоа ако детето е критично и во изолација, мајката не го гледа. Моето дете беше 40 дена во болница, ние не си го видовме детето ни преку стакло. 40 дена не знаевме што ќе биде со него. Во акцијата исто така беа вклучени голем број прилепски компании кои донираа своји производи и ваучери, за да потоа сите собрани средства се донираат на неонатолошкото одделение во Прилеп. Еден од иницијаторите на оваа акција е и Данче Оклеска, која оваа идеја ја добила од Англија, каде се породила во 24-та недела од својата бременост. Пошто моето бебе е родено во 24-та недела во Англија, на овој начин го празнуваме со тоа што локалните компании ни даваат помош и поддршка во ваучери и производи. Со тие ваучери ги ставаме како лотарија, но и други фирми донираат директно во болницата финансиски. Хуманите луѓе од градот дојдоа и се надевам дека имаме собрано донација да купиме нешто кое ќе и користи на болницата во Прилеп и неонатологија. Морам да напоменам дека за мојата идеја беше поддржана од многу мајки од Прилеп, но имаме и мајки од други градови и се надеваме дека ќе стане традиција. Сакаме да почнеме малку, па ова да прерасне во традиција. Имаме поддршка од болницата, како што гледате сме тука во бифето, бидејќи од моје искуство во други држави се одржува во болница. За прв пат е ова. Се надевам дека и во наредните години хуманоста ќе биде поголема и ќе помогнеме на мајките и на болницата. Оклеска истакна дека ќе побараат од државата овие мајки да имаат подолго породилно отсуство од најмалку 15 месеци. 9 месеци не се доволно да остане мајка дома со такво дете. И сакаме да продолжиме да работиме и да разговараме, да бидеме поддршка на мајките. Има голема група на Facebook за прерано родени деца, која мајка има дете може да прерано родено или некое прашање може да се приклучи за наша поддршка и совет. Исто и јас сум, и сите мајки на предвреме родени бебиња, да ни се зголеми трудничкото боледување. Бебе на 9 месеци родено во 9 месец и предвреме родено бебе се многу голема разлика, каде што и самите градинки имаат проблеми со толку мали бебиња. Покасно проодуваме, покасно почнуваме со вкусови, со исхрана, се е покасно. Така да му треба грижа и имунитетот не е како на бебињата родени во 9 месец. Своето искуство со предвремено родените деца денеска го сподели голем број на мајки кои што беа дел од оваа несекојдневна акција. Ова е Димитар, роден е 29-та недела, кило и 100 во Скопје, предвреме родене и е многу тешко, 65 дена беше во инкубатор. Сега моментално имаме оштетен вид и тоа е тоа. Па не знаеме на кого е вината, никој не ја превзема винава, да знаеме значи од кај дојде ова, дали од инкубатор, од кислород. Никој не знае да каже, на пример, не ја превзема таа одговорност да каже од што е последица, оштетениот вид. Тој е опериран во Белгија на 4 месеци
Бројот на предвремени родени бебиња во Прилеп во 2014 година бил 7,7%, во 2015 6%, во 2016 бројката изнесувала 13%, во 2017 бројот на предвремено родени бебиња исто така бил 13%, а во 2018 процентот се намалува и тој изнесува 6,1%. Во нашата болница, како општа болница, имаме доволно услови да ги збриниме овие новороденчина, меѓутоа по протоколите кај нас се збринуваат на 32-та гестацијска недела. Во главном инкубатори, сите услови што се потребни ги имаме, освен респиратор, па во тој случај кога има потреба такво прематурно новороденче, ние се слушаме со колегите од клиника и тие продолжуваат таму да се лекуваат. На 1500 грама имаат поголема можност за преживување и за помалку респираторни или кардиоваскуларни пореметувања. Во тој случај не остава никакви последици. А тие што се помала гестацијска недела и мала родилна тежина, има шанса за да имат повеќе проблеми, па затоа тие се збринуваат на клиниката за детски болести во Скопје. Процентот на смртност кај овие новороденчи на предвреме е мал. И настојуваме сите тој процент да се понамали. Лекарите препорачуваат за да не доаѓа до предвремени раѓања. Бремените жени почесто да посетуваат лекар-гинеколог. Пораката е до мајките редовно да контролираат бременост, да не иди до предвремено раѓање, бидејќи тоа се куп на грижи после раѓањето и за родителите и за детето, кое што понатаму треба да биде следено по однос на видот, слухот, моториката. И заради тоа редовните контроли кај гинеколог помагаат да не дојде до тоа предвремено раѓање. Меѓутоа, во денешни услови постојат интензивни неги во клиниката во Скопје, постојат услови да и покрај предвремено раѓање има добар процент на преживување и децата се релативно добри и здрави после тоа. Организаторите на оваа хуманитарна акција во Прилеп се надеваат дека овој настан во иднина ќе стане традиционален и секоја година ќе станува се поразвиен и се поголем.